Еврокомесарот Хан со жестоки напади кон македонската опозиција. Директно ја критикува и обвинува за недемократско однесување, деструктивни ставови и недостаток на демократска зрелост. Во интервјуто за австријски Стандард, Хан вели дека имал информации за закани против оние пратеници од опозицијата кои сакале да ја напуштат партиската линија и да ја поддржат владата во парламентот за гласање на уставните измени. Ова е неприфатливо за партија која се декларира како проевропска и демократска. Ако не се искористи шансата, можеби ќе биде изгубена за секогаш, а ВМРО ДПМН ќе биде целосно одговорна за таквото сценарио. Евроатлантската интеграција, која сега конечно преку решението на спорот за името е на дофат, е наведена како цел и на ВМРО ДПМН. Но во таков случај мора да действуваат соодветно и да овозможат реализација на договорот. Се друго е неверодостојно. Еврокомесарот го повтори ставот дека референдумот бил само консултативен, а она што се броело било огромната поддршка од граѓаните. Сите велат дека сакаат во ЕУ и НАТО и затоа мора да се плати цената со овој договор, кажа пред неколку денови Хан. На прашање како да се обезбеди мнозинство во собранието, Хан одговори со комбинација на Балкан и рационалност. И додека Македонија стои пред одлука на собранието за промена на уставот, лидерот на грчката опозиција Мицотакис повтори дека Нова демократија нема да го ратификува договорот од Преспа ниту во сегашниот, ниту доколку остане за следниот парламент. Ако овој договор уставно не се ратификува од соседната земја, ако соседната земја не го смени уставот, тогаш сметам дека во суштина почнуваме од нула. Сметам дека нема да постои договор, што значи ќе ги почнеме преговорите од почеток. Доколку договорот пак се ратификува од соседната земја, нашата позиција не се менува. Мицотакис веќе некое време изјавува дека Нова демократија ќе ги искористила сите средства што им биле на располагање за да се спречи ратификација на договорот од Преспа. Вчера поранишниот грчки премиер и пратеник на Нова демократија Андонис Самарас кажа пак доколку успее спроведувањето на Преспанскиот договор, тоа не било гаранција дека Македонија ќе биде поштедена од идни блокади од страна на Грција.